Целата приказка со Кочани не би можела да послужи како анализа за всушност некои пошироки појави или болки на целиот систем. На некој начин практично е огледало за добар дел од проблемите. Хронолошки го следиме уште од истрагата. Прво се појави проблемот со притворите, непотребни притвори. Тоа покажува меѓу другото дека многу процесни мерки, кои што се еднакво сензитивни и прашања на човекови права, не се изрекуваат од процесни причини, туку од политички и медиумски. Значи, судството и обвинителството во добар дел покажуваат слабост да им учинат на тој притисок на јавност и на политиката, кој што било проблемот секогаш постоечки, но од кога дојде најнова влада на ВМРО, тие ја изострија таа критика и ги ставија под дополнителен притисок и проблемите што постоја и претходно сега добија изострена форма и некои дори се покажуваат и во перверзија. Мене лично ме мотивира повеќе да објаснам на пошироката јавност, која очигледно не ги познава проблемите. Сега тоа до коска го видовме на кој низок степен е кога роднините на загинатите и повредените покажува дека блага поема немаат за улогата на адвокатите, што е во едно модерно општество, кој што би сакало да биде како западни демократии, е непристојно. Значи, не само јавноста, тој степен на политичка некултура го гледаме од дното, од народот, горе до политичкиот врв. Што сакаме повеќе? Ние кога врвот на власта, на извршната власт, не бомбардира со своето непознавање на тоа што значи поделба на власта и правна држава во смисла на она што сме го одбрале како модел од западните демократии. Тој притисок доведува до изопачени представи во јавноста, што всушност се случува. Она со 2% доверба, нема врска со реалноста, а се користи како огромен притисок во таа